Мајчинството е сон на секоја жена, а раѓањето е последниот чекор до најсреќниот момент и првата средба со новороденчето. Но бременоста и породувањето со себе носат и неизвестност и одредени прашања. Токму за овие прашања ќе разговараме во денешното издание на емисијата Нега и здравје со доктор Агим Јакупи, началник на оделението за гинекологија и акушерство во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. Докторе, ви благодариме што ја прифативте поканата да учествувате во нашата емисија. Јас исто така ви благодарам и ме правите радосен што сум дел од вашата емисија. Најпрво ќе започнеме со актуелната тема, тоа е болеста COVID-19, односно пандемијата која што го зафати целиот свет. Нели ризикот да заболат го носат сите, па и бремените жени? Дали има поголем ризик за нив со оглед на тоа дека носат плод во себе, односно нов живот, и какви се досегашните искуства? Ризикот кај бремените жени е за 20 пати повисок од колку кај нормалните луѓе. Зошто? Велам така, зашто се знае дека во бременост, значи имунитетот кај трудницата е високо снижен, понижен, значи послаб имунитет. Самата бременост, значи создава такви услови за да може еден вирус да си го најде собственото место таму и да се развива многу по-активно и побрзо. Би рекол, србите имате на еден убав збор за трудницата, викат жена е у другом стању, што би значило тоа е тоа друго стање каде жената има промени на карактери, промени на сите можни витални функции. И затоа во таа студија која јас скоро ја гледав во интернет, значи на 2100 испитанички, значи трудници, околу 11% од децата кои се породиле, значи се преносители на COVID-19 од заразените мајки. И според таа студија покажуваат зошто е 20 пати повисока ризичноста кај бремените жени. Така, какви се досегашните искуства во вашата болница? Дали имаше бремени жени кои што беа позитивни на COVID и при раѓањето или пак во текот на бременоста? Да, секако дека за 15 месеци од пандемијата ние се соочивме со така наречен непознат непријател, ако може да се каже, за COVID-19. Дури во почетокот не знаевме што точно треба и како треба да се однесуваме со таквите пациентки, но брзо се уклопивме во тоа што добивме протоколи од клиниката, добивме протоколи од Комисијата за заразни болести и лека по лека почнавме да се уклопуваме во тоа што понатаму со таквите пациенти и каков третман треба да добиват таквите пациентки. Ние, секоја една пациентка која ја откривавме дека е COVID позитивна, требаше да ја препраќаме за клиника. Ние немавме право тука во Гостивар да породуваме пациентка со COVID-19. Но секако ги следевме тие пациентки, се интересиравме како завршуваат и каков третман е превземен. Дали има некој поспецифичен третман за таквите пациентки или sejedno се однесуваат како со другите пациентки. Но секако имаше посебни протоколи за таквите пациентки. Така, за да се стави крај на пандемијата, еден од начините е имунизација на населението. Сега се поставува прашањето дали трудниците треба да примат вакцина или оние кои што планираат бременост. Да, за да се стави крај на пандемијата, многу би сакал да се стави крај на таа пандемија, но најверојатно таа пандемија ќе помине во сезонски грипови, зашто една пандемија од толку време не може да се исклучи комплетно, но дали треба да се вакцинираат таквите пациентки, досега се уште нема јасни и прецизни протоколи за пациентките бремени дали треба да примат. Зошто велам така? Велам така зашто не се направени се уште студии како една вакцина би се одразило кај таква пациентка бремена или до бебето, како ќе, дали ќе има некои нус ефекти или нема да има нус ефекти. Имаме случај каде што прва вакцина е примена без да знае пациентката дека е трудна
И кога доаѓа моментот за ревакцинацијата, меѓувременето пациентката дознава дека е трудна и доаѓаат и тука прашуваат: докторе, што понатаму? Значи, не е мој личен став, тој е став на Светската здравствена организација, особено пак за Спутник, дека Спутник вакцината пишува дека не треба да се прима, но без да има студија. Значи, за да се одбегнуват некои несакани ефекти. Значи, се уште не постои, не само во Македонија, него во светски маштаб не постои таква јасна и прецизен одговор дали трудницата би можела да прима вакцина или не. Сега, за да се донесе на свет нели здраво бебе, потребно да има трудницата и здрава бременост. Кои се советите во однос на исхраната? Што треба да избегнува и дали треба да практикува физичка активност? Да. И во самото прашање и одговорот го наоѓаме. Значи, една бремена жена, сепак, нели, првин треба добра исхрана. Што значи, што подразбираме под поимот добра исхрана? Значи, да се храни со витамини, минерали, значи сите тие продукти кои содржуваат чисти минерали, витамини, значи протеини и такви работи. Но добра исхрана за некого би значило и да се седне на маса и да се натрупа со месо, кое за мене не е добра исхрана. Дали треба да има физичка активност? Секако треба, секој ден пешачење, значи со рамни патики и на рамни стази, 10 до 15 минути, значи излегување на воздух, облекувањето да биде послободно, особено во понапредната бременост. Значи, да не се излегува сега 6-7 месец со фармерки, тоа не држи. Значи, тоа за да има и кожата и се да има аерација, значи да поднесува, да не се излегува, да не се изложуваат на температури. Значи, ќе се одбегнуваат временскиот период кога тие пациентки ќе се излезат. Нема да излезе во 1 сат кога се 35 температурите, сигурно тоа нема да го направи и не би издржала една пациентка, но ќе може да се излезе после 6-7 сатот, значи кога малку температурите. И куп други редици работи кои ние ја имаме, за среќа наша ја имаме ова школа, сега во моментот кај што ја водиме емисијата, значи се вика школата со донаторство на АД Пивара Скопје. Ние бевме меѓу првите 3 градови во Македонија кои успеавме да имаме ваква школа. Школата се вика школа за родителство, каде пациентките можат во било кое време да дојдат тука кај нас и да побарат совет. Затоа се вика и советувалиште, но не само самата пациентка, и блиските на пациентката, значи тоест мажот, свекрва, тетка, не знам кој ќе се грижи и понатаму за тоа дете, пошто мајката може да продолжи да оди на работа, значи каде може да добиват обука за 2 дена, значи како понатаму се околу исхраната, околу психичката припрема на пациентката за моментот за раѓање, зашто и тоа е многу важно. Значи тука освен исхраната, облеката и сите тие, но за жал, ова школа останува после 2 години неупотреблива. Неупотреблива, викам, не заради нас, заради многу малкиот интерес на пациентките. Така. Освен исхраната, нели, редовната физичка активност, многу се важни прегледите, односно контрола на бременоста. Кои прегледи се прават? И сега актуелно е испитување на дидимер, се примат, нели, антикоагулациона терапија. Зошто е толку важна таа? Сега, редовните контроли сигурно си имат голема улога во развивањето на тој процес од почетокот до крајот на раѓањето. Значи, редовните контроли се извршуваат кај матичните доктори, каде тие постојанно по некој редослед таму ја следат бременоста од почетокот до крајот. Сега, кај нас пациентките што доаѓаат кај нас, значи доаѓаат по препорака на матичните доктори, кои или просто имат потреба до нешто кое е во надлежност на ординаторите. Ние сме ординатори, тие се матични. Иако сме специјалисти сите, но ние се водиме како ординатори. Значи, тоа прашањето кое вие го поставувате, клексането.
Има околу 5 до 6 години во Македонија каде се воведе протокол околу дидимерите. Значи, тоа се коагулационни пореметувања за време на бременност. И многу е важно преку оваа емисија за нашите гледачи да ги подсетиме зошто е тоа клексане, зошто се дава. Значи се дава клексането заради некој коагулумче покрај попчаникот да не попадне во бебето и да го умртви бебето. Тоа е целта на сета таа работа. Да, може би малку и се претера со клексането, давањето на препаратот против коагулација, но последно време, кажи речи си, секоја втора пациентка добива препарат. И дали тоа е точно, би се навратил малку порано од протоколирањето на самиот препарат, која стана задолжително кај секоја трудница или пак што има високи дидимери да се дава, па јас би се запрашал дали нашите мајки тогаш знаеле што се дидимери. Сигурен сум дека тога не примале таква терапија, а раѓале деца по 2 метри денеска се тие. Значи, лично мој став, не сакал да сгрешам пред тоа, дека малку со клексанете се протерува. Значи, истите такви жени продолжуваат цело време да примат клексане, а во комбинација и со аспирин, и кога доаѓат тука да раѓат кај нас, ако не се од нас посоветувани да ги допират барем до 37 недела, ни крварат обилно за време на раѓање. Значи, носи и други опасности. Апсолутно. Бенефитот е еден, а опасностите се двојно некогаш, може да бидат и фатални. Значи, ова е личен мој став. Сега, не велам дека не треба да се дава, но не под секоја цена да се оди на дидимери. Значи, ние си имаме параметри во првиот триместар, вториот триместар или третиот триместар на бременоста, колку треба да бидат тие вредности, позволените вредности. Сега матичните некогаш и тие се во незавидна ситуација, не знаат. Не дај Боже да се случи нешто со бебето, да умре интраутерино, па причината ќе го барат кај нас. А е една работа, тоа е работа на трансфузиологот. Тој да прецени дали треба, не е работа на гинекологот да прецени под дидимерите дали ние треба да дадеме клексане или не треба. Но сета таа топка се префрли на гинеколозите. И тоа на гинеколозите ординатори, не матичните доктори. Матичните треба да ги препраќат и јас треба да одлучам сега дали треба да прима клексане или не треба да прима клексане. Значи, таа топка се префрли уште пред 5-6 години, место трансфузиолозите да го превземат, го превзедовме ние, за жалост. Кога се работи за породувањето, кои се индикациите за царски рез и кои се предностите на спонтаното, односно природно породување? Да, ние така се ги делиме тие индикации во апсолутни и релативни индикации. Значи, дел од тие индикации се во апсолутните индикации, што значи нема одбегнување од царскиот рез. Нема како да се одбегне. Тие индикации се, да речем, да ќе ги набројам малку сега, нели, плацента превија. Значи, тотална плацента превија. Нема како да се породи едно бебе, значи, по нормален родилен пат. Но имаме и други, абруцио плаценте, некои срцеви мани на самата пациентка, куп други причини кои спаѓаат во групата на апсолутните индикации. И во релативните, значи може да бидат тесна карлица, значи диспропорција, значи бебето, ротација на бебето, ситус трансверзо, што викаме ние, значи попречно поставање на плодот во, и куп други индикации кои спаѓаат во групата на индикации кои се неизбежни. Значи, фетал дистресо, паѓаат тоновите на бебето, си тргнал со спонтано раѓање, не оди раѓањето, значи бебето паѓа во брадикардија, се брза директно. Значи, сето тоа е во рамките на позволеното. Другото ме секира мене. Силната желба на пациентката, која стана индикација. Така еден мој бугарски учител, значи шефот на катедрата, го постави силната желба на пациентката како индикација, релативна индикација за раѓање со царски рез.
Значи, не може ти една пациентка која почнува од 4-5 месец од бременоста, му е наметнато во главата дека таа треба да заврши со царски рез, зашто нема сили да се помачи малку со спонтано раѓање и после е многу тешко. Затоа постоеше ова школа. За да ги убедиме тие пациентки дека психички да се спремат, дека може една жена и нормално да раѓа. Само треба малку потик и смелост. Но некако не успеваме во тоа. Не успеваме во тоа, не само, не зборам конкретно за нашата болница, зборам во поголем маштаб и во светски маштаб, ако треба да се каже. Зашто денешните статистики покажуваат дека над 50% од раѓањата завршуваат со царски рез. А јас ќе ви ја кажам сега и нашата статистика тука. Значи, зошто 50? Па и приватизацијата на болниците го направи своето. Ќе ме извинат некои колеги ако сум нешто, но тие што ќе ме разбират правилно сигурно ќе ме оправдат, нели? Па не може секоја втора жена да оди на царски. Значи, во светски маштаб до пред 20 години беше позволено големите клиники до 15% од раѓањата завршуваа со царски рез, а руралните, или да кажеме ние како оделенја вака, со 5 до 6%. Такви се статистиките кои јас ги имам проверено пред 25 години, пред да дојдам јас во оваа болница. А сега, ќе ви кажам со денешна дата, значи, ние сме со 56% царски и 44 спонтани породувања. Значи, збориме за огромна промена во сета ова ситуација. За жал. А предностите на спонтаното породување се многу поголеми од царскиот. Апсолутно. Не можеме да споредуваме ние сега едно нормално раѓање со едно отварање 2 до 3 пати на стомачето кога станува збор за 3 деца. Прво царски, второ царски, трето царски. Значи, не е исто еден фрижидер никогаш да не се отворило и да го отвориме, па да го зашрафиме пак отново и ќе биде пак ист. Нема да биде ист. Еден отворен абдомен, значи една лапаротомија не е равна на едно спонтано породување. Значи, самиот Господ дал можност, но дал можност по спонтано породување. Сега, дали сето ова и се однесува до мрзеливоста? Пак ќе ме извинат трудниците, до мрзеливоста, до тоа што цел ден си лежат, не одат на нива како порано, никаква физичка активност, па доаѓат тука и од само влегувањето ќе почнат да плачат, место никакво развивање на самата мускулатура, зашто спонтанното породување бара силна мускулатура за контракциите. Дали се осетливи на таа болка што ќе ја трпат, но таа е болка која на крајот носи радост. Има болка и на крајот веќе има една радост која ќе го слушнете првиот плач на бебето. Ова школа требаше тоа да ги советува. И многу ми е жал и ви се заблагодарувам на вас што сте дојдени тука во оваа емисија, барем да ги кажам дел од тоа што ме мачи. Тука сме за вас, секако. Сега да продолжиме со разговорот, колку се чести предвремените породувања? Да, предвремените породувања не се толку чести, но статистички земено тоа спаѓа некаде 3 до 4% од вкупниот број на раѓањата што ги имаме. Тоа би значило, значи, предвремено, што подразбираме првим под предвремено раѓање. Значи, сите тие деца што ќе ни се родат под 37 гестацијска недела, тоа е зашто раѓањето од 37 до 40 си е за нормално, под 37 се до 22 гестацијска недела се сметат за предвремени раѓања. И имаме такви пациентки. Каде е причината за таквите? Дали е причината во неодењето редовно на контроли? Дали е некоја друга причина? Тоа се веќе сосема други прашања, но како процентуално тие се движат меѓу 3 до 4%. Сега, каков е процесот на заздравување после раѓањето? Секако тоа би го советувале вие во оваа школа? За разлика од царските заздравување меѓу споредба? Да. Значи, ако правиме споредба на заздравувањето меѓу царскиот рез
и спонтано породување. Жената после 2 сати ја гледате на нозе кај спонтаните породување, зашто толку трае леонството. Леонството трае 6 недели, но првите сати, значи после пораѓајот, жената ја држиме до 2 сати. Ако е све стабилно, ќе однесеме во соба. Ние душ сме се вратиле таму, жената отишла во тоалет или некаде кај што има потреба. Доколку кај царскиот рез не е исто. Првите 24 сати таа не мрда. Значи, осеќа поголеми болки. Има други витални функции кои се пореметуваат, за разлика од кај една жена што родила тоа. Ако ме прашавте за тој бенефит, овој е бенефитот. Значи, таква пациентка која се породила може и утре дента, ако се осеќа добро да си оди дома, а другата пациентка со царски рез не оди од првиот ден дома. Таа ќе остане 4-5 дена, а понекогаш и поеќе, зависимо од ситуацијата или од начинот како ќе... Таа има и рана која што треба да заздрави, не дај Боже, потоа може да се инфицира. Да, таа рана треба да се третира, таа рана треба да се 7-миот ден да се извади конецот, па ако евентуално не дај Боже се инфицирало, треба третман, па тоа за раснувањето на таа рана оди подолго време. Значи, тоа е бенефитот. И уште нешто би спомнал, за да ме разбират вашите гледачи, колку е важно спонтаното раѓање. Ќе ви дадам еден пример кој можеби не е закажување. Да било добро со царски, собствената жена ќе ја породев така. Значи, верувајте, зошто сум се одлучил на спонтани породување кај собствените деца мои. Тоа е разликата. Колку деца сте донеле на свет во вашата кариера? Ова е прашање кој ме фаќате вака неподготвен. Па не знам колку деца сум донел за овие 20 години што сум тука, но можам само да типувам како во спортска прогноза. Не знам. Свано, веројатно многу се, ама немам идеја зашто. Колку во просек дневно се раѓаат деца во гостиварската болница? Епа, ова е, значи, вариабилна работа. Некогаш имаме по 3-4 раѓања на ден, некогаш може еден ден да немаме воопшто раѓање, некогаш 2 дена да немаме, а после имаме 5-6 раѓања. И така се случуваат. Значи, не е нешто кое може да се определи, но кога би зборел во бројки, до сегашен датум имаме околу 220 раѓања, што би значило, за разлика од ланската година, во ист период, со денешна дата, имаме 19 раѓања помалку. Значи, од година на година ние се намалува наталитетот. Пред неколку време сум имал интервјуа кај што ме прашале дали ковид пандемијата го намали бројката на раѓањата. И јас лично не гледам дека ковидот направи некоја голема промена во нашите бројки, во статистиките што ги водиме, но секако можеби малку сега ќе ги видиме тие последици, зашто кога во телевизија слушам секој ден дека бројот на свадбите, на младоженците, значи кој ќе раѓа, бабите нема да раѓат. Значи толку свадби се одложени, толку ресторанди значи изгубиле, сите тие биле спремни за такви настани, значи за младоженците, а тие би требалоше ние од лани да ги чекаме ова година да дојдат за раѓање веќе некој. Сигурно тука ќе имаме некој дисбаланс во таа статистика, но се уште е рано за да кажеме точни. Според мене и причината е тоа што имаме економска нестабилност, па можеби родителите тешко се одлучуваат за второ, трето дете. Меѓутоа има и голем број на жени кои што се соочуваат и со стерилитет. Да, значи секако социоекономскиот проблем тука си го прави своето, значи не знам некое семејство кое планирало да раѓа во таква ситуација како што бевме овие 15 месеци, дали толку лесно би се одлучил а дополнително и тоа што ние не знаевме како ќе се развија понатаму. Значи, ние очекувавме дека тоа ќе помине за неколку дена, па нема да планираме. Секој во семејството си го планирал своето семејство и исто така економскиот проблем е многу важен.
Тоа дете треба да се гледа, може би некој напуштиле работа, не знам што. Значи, сето тоа, сума сумарум, која ќе го земете, значи, сигурно ќе имаме сега некои статистики и бројки. Во Македонија ние добиваме годишен извештај за сите градови. Извештај од тоа што ние сме давале податоци, че се изработува таква книга и до сега не е дојдена книгата за да ги знам точните информации. Тоа оди компјутерски, ние ги внесуваме, па се собират тие материјали. Што да кажам, сигурно економскиот проблем ќе ги дава своите последици. И за крај на нашата емисија, совети до сите бремени жени и оние кои што планираат бременост. Па, мојот совет е нормално дека гледајте првин здравјето, а потоа гледајте колку поеќе да раѓате, зашто стварно доживеат не само кај тие што се раѓат и кај нас, ние што работиме секој ден со тие звуци на млади нови бебиња што ги доаѓаат на свет, значи е голема радост. Би имал ли животот смисел без наследници? Сигурно не. Односно до тие што се стерилитет, да почнат државата овозможува ваучери за добивање. Има начин, ако не може по природен пат да се одат тие работи, може да се користат. Сега во Македонија имаме куп центрови што се занимаваат со инвитро оплодувањата. Не знам колку се веќе во Македонија. Искористете ги тие, барајте совети и сигурно ќе дојдете до некое решение. Ви благодарам многу на разговорот. Јас исто така ви благодарам и сте добро дојдени секогаш за вакви убави теми. Ви благодарам и на вас.